Председателот на ВМРО ДПМН нема ништо против да се разговара за ставката 20% од Уставот која се однесува на албанците, но тогаш би требало да се укине и гласањето според Бадентер, кое предвидува задолжителна вклученост на останатите етникуми, за да се донесат одредени закони. Подготвен сум да разговарам за се. Подготвен сум да разговарам и за бришење на процентите, подготвен сум да разговарам и очекувам поддршка од останатите политички партии за една изборна единица. Подготвен сум да разговарам за бришење на Бадентерот, бришење на балансерот, бидејќи гледам дека одредени политички субјекти сакаат постепено да го напуштат Охридскиот рамковен договор, тогаш ајде заеднички да создадеме општество кое што ќе го проектираме од денеска па во следните 50 години. Мнозинството по Бадентер во Македонија се користи уште од 2001 година по завршувањето на тогашната криза. Ова се поврзува со одредени закони во локалната самоуправа, културата, со цел да се олесни меѓуетничкиот диалог во општеството, а носењето на одлуките да биде поддржано и од малцинските етнички заедници. Доколку се отвора Уставот и се менуваат процентите, според Мицкоски би требало да се укине и овој начин на гласање. Идејата да се тргнат 20% во дефиницијата за албанците во Уставот прво дојде од лидерот на ДУИ Али Ахмети. Тој пред една недела рече дека имало добра волја од сите страни за оваа промена, односно дека би ја поддржале сите албански лидери. И прашање на време кога би се отворил Уставот. Дека нема ништо против, вчера истакна и премиерот Димитар Ковачевски. Легитимно е да се отпочне процес на уставни измени кој што е пропишен и кој што како што тече процесот во кој што учествуваат и политички партии, меѓутоа и експерти. Делот со проценти во македонскиот устав кој се однесува на албанците и можното менување се наметна откако резултатите на пописот спроведен во 2021 година покажаа дека 24,3% од резидентното население се албанци.